Не истекле 6 тони контаминирана вода со метилакрилат, туку само 2. Тврди собственикот на фирмата Екоцентар 97, Владо Момировски, од кого министерот за животна средина, Насер Нуредини, ќе побара одговорност за случајот со излевањето на вода од цистерната, во која претходно се наоѓале високотоксични материи. Момировски вели дека работеле честно и правилно. Па нивно право е, ако сметат дека постапките не се спроведени согласно елаборатот и законите, они можат да бараат, си има одредени процедури што ние сметаме дека сме ги спровеле, а тие ќе си направат контрола, тие се институција и во колку заклучат дека негде има некој пропуст, нека бараат одговорност. На брифингот кој се одржа речиси цел на англиски јазик, Оти Нуредини не знае македонски. Од Министерството за животна средина велат дека нема потреба од паника. Велат се е под контрола. Иако министерот за здравство Венко Филипче токму денеска ги посоветува граѓаните да не се доближуваат без маски до фабриката. За хаваријата, односно инцидентот, како што го нарекуваат властите, се уште се чекаат официјални извештаи за да се утврди концентрацијата на метилакрилат во воздухот. Иако според телефонски разговор на Министерството и Универзитет Гоце Делчев, токсичната материја била пронајдена во цевките на цистерната, но не и во воздухот. Од страна на единицата на АРАМ беше направени испитувања. Според испитувањата, резултатите уште ние не ги имаме добиено во Државниот инспекторат за животна средина, кога ќе ги добиеме ќе ви кажеме за концентрациите какви се. Медиумските екипи прошетаа низ фабриката Охис и на местото каде пукнал вентилот од цистерната. Ни ги покажаа и бурињата во која е спакувана контаминираната вода. Покрај 11 хемиски материи кои се познати на јавноста, никој нема одговор што се крие во фабриката, покрај хлор, жива, линдан и винил хлорид. Зад нас се наоѓаат двете депонии, големата и малата депонија кои се полни со линдан. Директорот на Екоцентар 97 вели дека се уште се бара фирма која ќе го исчисти линданот. Химичарите децидни несоодветно е работењето на препакувањето на токсичните материи кои се изнесуваат на уништување надвор од државата. Да не бидеме наивни дека чистење цистерна не подразбира таква количина која што реакцијата ќе се почувствува на километар-два растојание. Така да не сум баш сигурен дека се искрени во тоа што непосредно се случило, но ете имало и некоја среќа во сета несреќа да не стане од хавариски размери настанот. Инаку, изливањето на контаминираната вода го пријавиле граѓаните од околните населби, кои почувствувале главоболки, печење на очите, сушење на грлото. Невладините се кренаа на нозе. Прашуваат зошто Екоцентар 97 не известиле за ова, туку мештаните. Тие бараат кривична одговорност, а од основното јавно обвинителство се уште чекаат официјални извештаи за дали ќе покренат постапка.